Одиме понатаму со утринската програма на телевизија Мега Деница. Денешниот разговор е посветен на 69 годишното постоење на Државното музичко училиште во Битола. Од таму тие синоќа одржаа концерт токму по овој значаен роден ден. Мој денешен соговорник е директорот на Државното музичко училиште Васил Чопецаковски. Добро утро. Мене ми представува огромно задоволство вака да зборуваме за токму за роден денот на еден начин и за ово училиште кое представува една голема гордост за нас битолчани. Да, добро утро. За вас, за вашата телевизија и за вашите гледачи. Точно, синоќа имавме во чест на 69 години постоење на музичкото училиште еден концерт кој беше посветен на македонските композитори. Досега музичкото училиште не се сеќам дека одржало таков концерт, кои се наменски, така речи наменски, значи со цел да се поттикнат наставниците да изработат музички композиции од македонски автори, а со тоа да се запознаат нашите ученици колку што може повеќе со творештвото на нашите композитори. Нормално е тоа, по моје лично мислење и мислењето на колегите, заради тоа што ако ние не си ја негуваме нашата уметничка музика, кој да очекуваме Никој нема да го направи тоа за нас. Познато е дека Битола е расадник на музички таленти, многу познати музички имиња излегуваат токму од нашиот град. Пред малку имавме можност да го слушнеме Ламбе. И голем дел од тие наши големи музички имиња се поранешни ученици на вашето училиште. Да. Нашето училиште не е основната цел да создаваме музичари кои се бават со популарна музика, но покрај тоа што создаваме музичари кои се во членови на двете институции на професионални музичари, Македонската опера и балет, како оркестранти, солисти, така и во Македонската филхармонија. Од нашето училиште, за наша среќа, многу знаат често да кажат за битолчани дека таков не бил воздухот, па добро пееме. Може би и тоа вистина, не знам. Особено последниве десетина години, излегоа многу пеачи, не можам сега да ги споменувам сите, но знам често да кажам и да се пофалам со тоа, ако се обидите да наброите неколку десетина пеачи, од популарните пеачи во Македонија, барем 6 или 7 се од Битолското училиште, што представува и за нас некаква гордост, нели? Тоа секако би го споменал тука оној почетокот уште од давнина со Славе Димитров, па се до Тоше Проевски и сите после него. 69 години постоење. Тоа значи, според оние согледувања, макотрпна на некој начин, постојана работа посветена на музичката едукација. На почеток, значи, формирано е во поранешна Југославија, а сега се развива во самостојна, независна Македонија. Независно од тој период, па сега, како што споменавте, многу музички имиња излегува. Работите токму на таа едукација и познати сте по тоа. Што е дали се пратат тие светски трендови кои што се наметнуваат на тие музички школи, конзерваториуми низ целиот свет во Европа, како позната по тоа? Дали имате некаква соработка? Да. Затоа што само тука ќе го споменам Шопен кој што секогаш се надоврзува на културата во Битола. И клавирите. Така, во Битола од секогаш имало 19 век, втора половина, имало традиција и однос кон музичката уметност. Почетоците на нашето училиште се сварно многу одавна, не се малку, 69 години едукација за уметничка музика. Би споменал тука, не се работи ние само како музичко училиште дека создаваме
идни музичари кои професионално ќе се бават со тоа, низ нашето училиште врват и многу малечки дечиња во основното музичко училиште, кои се едуцирана публика, што е многу битно. Значи, тие со тоа што ќе поминат низ нашите клупи, не се исти како останатите кои не поминале. И нивниот однос према музичката уметност е нормално сосема поинаква. А за културата воопшто на една средина, на еден град, е битно колку што повеќе да ги има такви луѓе, што е нормално, а ние низ нашето училиште генерацијски врват околу 100, од 70 до 100 деца во генерација во основното училиште, од кои не запишуваме толку многу, само 34 деца запишуваме во средното училиште, од кои влегуваат тука и од цел регион. Значи, доаѓаат многу деца од Прилепското музичко училиште. Би споменал дека благодарение на тоа училиште ги имаме негде околу 35% до 40% од учениците се од тоа училиште, доаѓаат од Охридското училиште. И нашето, основно што му е основната цел покрај тоа што создаваме, како што спомнав, едуцирана публика и создаваме идни инструменталисти или музичари во било која насока да се движат. Би споменал за во однос на она што се случува во Европа. Точно, ние благодарение на можностите да учествуваме на надпревари, тоа е еден начин да се и учениците и наставниците да увидат во останатите средини како се движи тоа образование, во која насока, колку се успешни тие, што нас ни фали и на тој начин најдобро може да се согледаат напредокот или недостатоците. Ќе ги замолам од режија, доколку се во можност, да ни пуштат кадри од синоќешниот концерт, за да може публиката, односно гледачите, поблиску да го доживеат тој интересен момент кој што го создаваат младите музичари. А ние одиме понатаму со разговорот. Бидејќи се наоѓаме на средината од второто полугодие на некој начин и веќе оние ученици кои се во основно училиште, во 9-то сега, повеќето размислуваат каде понатаму, да продолжат со средното образование, па еден интересен избор им е токму вашето училиште, односно Државното музичко училиште. Повеќе да се задржиме на тој, да ги информираме во овој момент и гледачите, како е составена наставната програма, што им нуди, кој едукативен и образовен развој на ученикот. И покрај соработката, може да се каже дека имаат професорите со учениците на професионална соработка која што претендира да биде со добар резултат. Така. Во паралелките од средното училиште запишуваме ученици во две насоки, во една паралелка, но во две насоки. Едната е музичар изведувач, а другата е музичар теоретичар. Како бројки се тие по 17 ученици, значи пола од 34. Во инструменталниот одсек запишуваме за повеќе инструменти, гудачки, дувачки, да не ги набројувам сега сите. Основно, за да се запише на тој одсек, треба да има основно музичко училиште, значи тоа полагаат приемен испит за соодветниот инструмент, а додека на теоретскиот одсек што не мора да имаат основно музичко училиште, иако е препорачливо. Во тој одсек се запишуваат редовно, особено од околината на Битола, не од нашето училиште, иако ги има кои поминали и во основното, се запишуваат и на тој одсек. Би спомнал следната работа, особено за инструменталниот одсек, пошто кај нас се изведува, знаете, таа настава индивидуална, значи професор-ученик. Професорите стануваат блиски со своите ученици и обратно, така да таа блискост создава можност да се насочат благовремено
и секако дека наставниците прават се да добијат талентирани деца, што е многу битно за нас, и покрај талентираноста нели треба и работливост. Тоа е неизбежно. Така. Талентот може да го има секој, работата е така што го создава резултатот. Апсолутно. Оно што ме интересира, бидејќи исто така и вие доаѓате на менаџерското место на Државното музичко училиште од професорската фела. Така. Како дали ви недостига таа педагошка дејност, учениците? Верувајте ми дека ево година и нешто сум директор, јас секое утро станувам со намера да влезам во настава. Јас сум 30 години во музичкото училиште како вработен професор. Тој контакт со учениците е незаменлив. Мислам, јас сум се нафатил на ова работа, ја работам толку колку што можам, умеам со цела своја енергија и сила и разум што го поседувам, нели? Но она желба и љубов према наставата и она навика едноставно што ја поседувам од работното искуство кое го имам и односот со учениците ми недостасува и постојано имам желба да влезам во настава. Постојано. Не е воопшто пристрасно ова што ќе го кажувам како посетител на концертите на Државното музичко училиште и со контактите со вашите ученици. Од времето кога стапивте на директорската функција на ова училиште, се забележани бројни активности кои ги реализирате, многу настани во градот. Дали е тоа плюс како промоција на ова училиште и учениците, посебно талентираните? Така, основната цел на нашата настава е да научат децата да свират, колку што може подобро, а ако тие научат да свират, тоа треба да го покажат. Значи, покрај наставата, што е основната цел на постојањето на училиштето, многу главна улога има и настапите на учениците. Со тоа се пропагираат достигнувањата на нашите ученици, секако и преку тоа и на наставниците. Програмски се обидуваме да организираме колку што може повеќе активности кои ќе бидат презентирани првенствено пред останатите музичари, пред родителите, така и воопшто во јавноста во нашиот град, а и пошироко, затоа што се случува да не повикаат и во Ресен, и во Прилеп да настапуваме со своите ученици. За таа причина постојат две сезони на концерти, едната е пролетна, другата е есенска, која ја спроведуваме секој четврток, како интерно случување во училиштето, каде што можат да настапат учениците и пред своите родители, но пред своите другарчиња. Благодарение на соработката со вашата телевизија, вие не пратите постојано на сите збиднувања. Става огромна чест. Така. Стварно, тоа е една широка популаризација на нашата работа, што јас ви сум многу благодарен. И секоја активност досега која имаме, вие на секој наш повик се одзивате и не има често на вашата телевизија. Тоа е убаво да се погледнат тие млади луѓе кои допрва се развиват и постои голема можност да бидат едни од главните ликови во културата кај нас. Бидејќи станува збор за сериозна музика, морам да ве прашам една од поинаков аспект, повеќе социолошко прашање. Нели се менува времето на живење, времето на функционирање и постои секогаш можност за постојано да се менуваат уметничките и културните текови кај нас. Барем такво поднебје сме, зборувам за Балканскиот регион воопшто. Каде е сериозната музика? Бидејќи се памети кај нас кога се чекаше во ред, се чекаше на карта плюс за се оди на концерт, но има со појавата на турбофолкот, тоа е болната точка. На некој начин, че не ја негираме таа музика,
секој уметнички правец има своји почитувачи, но каде се наоѓа според вас, бидејќи како што кажавте имате 30 години работно искуство, оваа музика? Па добро, како воопшто сите одвивања во општеството влијаат врз уметничките активности на луѓето кои се бават со уметност. Точно е дека особено во последно време, последниве десетина и повеќе години, се пропагира таа музика која е популарна или, како што рековте, турбо фолк или било која. Уметничката музика се зазема свое место, понекогаш предизвикува поголем интерес, понекогаш помал, но со оглед на тоа што таа е она правата уметничка музика, мислам дека никогаш нема да се случи таа да не биде застапена воопшто во вакви средини како што е нашиот град или било каде во поголемите, особено во поголемите места. Може би некој ден ќе се изменат условите, сега точно е дека, но нашата основна цел е повторно да се грижиме за таа уметност, така за таквиот вид на музика и да создаваме што е можно поголеми познавачи на убавата музика. На крајот од краиштата не мора тоа да е уметничка музика, може да е и популарна, но да е убава. Тоа е најбитната работа, а не да биде со друга намена како што се случува тоа сега, нели гледаме на овие гранд. Јас и не знам да ги има доста. Тоа е во ред, таму доаѓаат млади таленти, се обидуваат да станат популарни пеачи, да покажат што све умеат, што Господ ги дарувал, но мислам дека е претерано малку целата таа насока на движење во музиката. Во секој случај има некоја заситеност, но дека ќе се навратиме на работата, бидејќи посебно на оние кои што учат да свират на одреден инструмент. Познато ми е повеќе за работата со виолина, затоа што оној кој што изучува да свири нов инструмент треба да се посвети, најмалку како што ми кажува 6 часа вежбање секојдневно. Тоа кажува одрекување од многу работи во животот за да се постигне максимумот на некој начин. Како е образовниот процес, како вежбаат вашите ученици, како го канализирате талентот? Така, точно е дека науката вели дека за да се дипломира на некој музички инструмент, неопходно било 10.000 сати да се посвети на тој инструмент. Значи, почнувајќи од тие 6 години до 22-23 години, само по себе тоа укажува дека посветеноста кон инструментот е голема, тоа е многу напорно во секој случај, но желбата, првенствено желбата кај ученикот, оној кој сака да се бави со инструментот, е пресудна работа. Ако тој има снажна желба за тоа да го прави, љубов кон музиката, значи ако наставниците му создадат љубов кон тој инструмент, љубов кон музиката, тоа го прават најчесто со задоволство, иако тоа одзема многу време, многу жртви, другите дечиња се играат или си денес како што модерно се сурфат, а овие морат да вежбат. Тоа е стварно напорно, но се наоѓаат најразличити начини да се врежи таа љубов кон идниот инструменталист, кон идниот музичар и таа посветеност кон инструментот само така дават резултати. Тоа е, мислам дека единствениот начин. Да било која работа, било која човекова активност бара, нели, посветеност. Ако нема посветеност, нема резултати, а ова особено, пошто се работи за уметност. Нели. Тоа е истото важи и за сликарството, и за глумата, и за тоа. Тие се луѓе кои се посветени по 24 сати дневно на таа работа.
особено важи и за музиката и за спортот, ако не се почне исто така и од мали нозе сето тоа да се развива, малку е потешко на повозрастни години. Апсолутно. За крај на нашиот разговор, јас би сакала да им испратите еден апел на вашите ученици, на вашите идни ученици, кои што допрва планираат да го продолжат своето средно образование, па и да се запишат во нижото музичко училиште, што е основно што треба да се има и како да се напредува? На кратка формула за успех. Така, за да се влези во музичкото училиште, ние ги проверуваме колку се децата талентирани. Нели, ако земаме ученици кои не се доволно музички талентирани, ќе му направиме само лоша услуга, ќе го натераме да прави нешто за што тој не е способен. Значи, првенствено треба да ја помини првата бариера, а тоа е приемниот испит. Кога се одвиваат во септември или? Тие се одвиваат во текот на јуни месец, кога се воопшто сите приемни испити и за останатите училишта. Кога се уписите во останатите училишта, кај нас покрај уписот имаме и приемен испит, така тоа е и за основното и за средното училиште, односно и за средните паралелки. И сите насоки потоа следуваат од наставниците и од можностите и способностите на учениците, секако и желбите. Тука имаме желби и од родителите, нели, сака детето да му свири пијано или да биде соло пеач, иако до крај тоа не е баш така и ние се обидуваме постојано да ги насочуваме на правата насока, затоа што стварно е лоша услуга ако не го насочиме таму каде што треба да биде, да вложи многу енергија, многу сила, многу време, а на крајот резултатите не бидат такви какви што треба да бидат, од грешка на, да кажеме, од желба, погрешна желба на родителот или на самиот ученик, но мислам дека не во потполност, но доста успеваме да го направиме тоа доста добро, затоа што ние сме стручни за да му помагаме и да ги насочуваме нашите ученици. Професоре Бецаковски, јас ви благодарам многу за вашето гостување во утринската програма Деница. Ви посакувам многу успех на професионален и на приватен план, па се надевам дека следната наша средба ќе биде ќе зборуваме за големите успеси на државното музичко училиште. Ви благодарам и вам. Почитувани, ние одиме понатаму со содржините на утринската програма Деница на телевизија Века.